Европа конечно реши да ги измени еколошките тестови кои даваат нереални резултати кај плагин хибридите. Имено тие на сегашните тестирања се подложуваат со полни батерии и добар дел од циклусот поминуваат на електропогон. Така, најдобро продаваниот европски плагин модел Ford Kuga има хомологирана потрошувачка од околу 1 литар гориво на 100 километри и помалку од 30 грама емисија на јаглерод диоксид. Но досегашните искуства покажаа дека возачите на плагин хибриди не се грижат доволно батериите секогаш да им бидат полни и на своите патувања, дури и на кратки релации, во голема мерка се ослонуваат на бензинскиот мотор. Затоа со измените на процедурата се предвидуваат ваквите возила да бидат тестирани и со целосно испразнети батерии. Конечната вредност ќе се пресмета со така наречениот фактор на искористливост, со што се очекува барем двојно зголемување на хомологираните вредности. Освен тоа, заострена е и границата за издувни гасови на сите нови автомобили, кои на просечно ниво е намалена на 93,6 грама јаглерод диоксид на поминат километар, а за секој надминат грам над тоа ќе се плаќаат пенали.